Денес сме доведени во една ситуација каде што нели се прославуваат големи јубилеи, 80 години од крајот на Втората светска војна или пак големи јубилеи поврзани со денови на ослободување на градовите и слично, каде што согледуваме дека тие значења историски на антифашизмот се или заборавени, или комодифицирани, или пак се на некој начин целосно заменети со некои други значења. Доаѓаме до ситуација каде што всушност и таа политичка идеја на антифашизмот е затворена како едно историско поглавје и тука не постои ниту некоја идеолошка, а камоли политичка потреба повторно луѓето да ги користат тие истории на победа, на борба. И многу ми беше мене интересно да ги согледувам сите тие историски примери на локално и на глобално ниво, каде што нели револуциите се поврзувани со насилство, не со борба чија цел била, пример, деколониализација или пак антифашизам и слично. И се некако од тој домен на диалектичка историја, каде што се сите закономерности во еден тоталитет опфатени, една темелна историографија, ние се повеќе и повеќе одиме кон тој домен на личните сеќавања, па на тие жртви, индивидуални жртви, индивидуални победници, луѓе кои биле извршители на нешто. Да, тоа навистина важи и има некој свој домен во историските дисциплини, меѓутоа не може да е тоа главниот курс